Светскиот ден посветен на лицата со посебни потреби редовно се злоупотребува од страна на политичарите. Ние како родители овој ден се чувствуваме понижено, бидејќи кај сите нас тлее чувството дека останатите 364 денови во годината ние сме оставени сами на себе, а надлежните се без слух за нашите и за проблемите на нашите деца. Ова денес за Ирис телевизија го изјави председателот на Сдруженијето Сплотени срца, кој понуди правна помош во случаите каде ликовите на децата со посебни потреби ќе бидат јавно објавени во контекст на денешните пригодни средби на политичарите со нив. Годината има уште 364 денови, така што не мова токму на овој ден би можело и ненадејно да бидат посетувани овие институции кај што се згрижуваат деца со посебни потреби и би било убаво, јас повачав да прекинат веќе со срикање со нашите деца, би можело да ги посетат, да се играат со нив, да бидат гушнати, меѓутоа која е таа потреба од срикање со нашите деца? Средбите и сликањето на политичарите со нашите деца треба да се заслужи, доколку реализираат барем дел од нашите барања. Ние ќе бараме средби и сликање со нив, вели Мијалков, и додава дека непобитен факт е дека политичарите само предизборно ветуваат, а после забораваат и неретко печелат на маката на најранливата категорија. Овие деца скоро ништо немаат добиено. Се знае што е потребно на секоја категорија деца со посебни потреби, им треба индивидуален план, индивидуална рехабилитација на секое дете посебно. Се надеваме дека ќе успееме во тоа. Се надеваме дека локалните власти и државните конечно вистински ќе смогнат сили да ни помогнат, бидејќи имаме пример, се изгласа партиите од буџетот да бидат финансирани партиите. Зошто да не изгласат едногласно како што направија тогаш, да изгласат и за рехабилитацијски центри и за терапии да се покријат нови категории. Општина Штип инфраструктурно е многу далеку од средина погодна за живот и движење на лицата со некаков хендикеп. Пристапноста до јавните институции е минимална, така што движењето на лицата со телесен хендикеп е крајно ограничено, што е уште една пречка во напорите за инклузија на овие лица. Председателот на Сплотени срца со реторичко прашање во прилог на денешниот светски ден. Еве, например, што би било доколку наредните локални избори избереме градоначелник во Коречка? Како тој ќе стигне до неговиот кабинет?